Во Турција вика се случува воен удар, вика дел од војската излезе на улиците. Кај што бега, кај што не ќе додат, ја сакав да отидам. Буквално, секој Што те предизвика? Немам појма. Што едноставно сакам се, кој не би сакал да отиде во Ница, светски настан, сега да го гледаме на телевизија, новинарите ти дават можност да идеш да известуваш од тамо. Твој онака одма, разбираш, да. Летаме ние за Ница, околу 19 часот тргнувам од Скопје со авион до Истанбул и од Истанбул ни беше летот за Ница. И се си е окей, слетуваме во Истанбул на аеродромот, меѓутоа гледаме дека нешто не е како што треба. Мислам што нешто треба од прозорчињата, гледам дека на пистата има да речеме тенк со човек на вие сте во авион. Ние сме во авион, се движиме кон слетани кон терминалната зграда, или да се паркира. Гледаме војници скроз наоружени и сега во тој момент си размислов дека 2 недели пред тој настан имаше терористички напад, само напади некој. И во аеродромот во Турција, на Кемал Ататурк, кај што експлодира бомба, уби 5-6 души и ја мислев дека ова вооружување што го гледам тамо е дел од застилената безбедност на аеродромот. Меѓутоа, пошто претежно турци беа луѓе во авионот, кога ги уклучуваат телефоните, сватив дека нешто се случува, бидејќи сите разговараа на јазик кој што не го разбираме, меѓутоа видно возбудени. Имав среќа што во авионот имаше еден човек кој што го познавам од Скопје, турчин, меѓутоа работи во Скопје, еден голем инвеститор, не е битно. И му придов, му кажам, кажи што се случува. И ми вика Александар, многу лошо време дојдовте во Истанбул, вика во Турција, вика се случува воен удар, вика дел од војската излезе на улиците, сака да го руши Ердоган, председателот. И јас сега Што не го знаеш претходно? Не го знам, тогаш моментот го дознавам. И јас сега ја ги знам работите, ја ги знам историјата на Турција со војните удари. Знам дека тоа може да наједноставно кажано, знам дека може со месеци да останеме заглавени во Турција, ако тоа ескалира до граници кај што може да ескалира. Ајде во ред, имав снимател со мене, Игор, Брзи, многу добар личен пријател, му кажам, викам како Брзи не е окей работава, викам тука има инциденти. Војска ви скочи на улица, овие што ги гледаме тука се одметници од турската армија, сака да го рушат Ердоган, темек не е окей работа. Уште ја не знам дека има борби веќе во Анкара, дека го бомбардират Истанбул со војни авиони, значи ја тоа никаква информација. Да, дека има стотици мртви, ја тоа ништо не знам дека се случува. Излегуваме од авионот, преку на каналот, нели, влегуваме кај што треба да има пасошка и царинска контрола, нема никој. Луѓето слободно се циркулираат. И ние влегуваме во Турција без никаква контрола. Затоа што е вонредна состојба? Вонредна состојба, се е повлечено. Гледам дека луѓето што работат од фришопите ги ставаат оние лентите и бегат. Нешто се случува. Тука во што слетавме во меѓународниот дел на аеродромот и претежно беа странци. Збунети, не знаеме што се случува, за 10 минути 15 слушаме истрели, пукање и замисли дека цела 1000 луѓе почнуваат по терминалната зграда да бегаат. Бегаме и ние за село има снимки, мислам докажливо. Како се вика? Стампедо се случува некако? Да, стампедо сите бегаат и ние завршуваме последна минута бегање и слушање пукање во нени тераси што има на аеродромот. Како? Внатре пукаат? Јас слушам внатре пукање со ехо. Да, ова е само почеток. Завршуваме од делот на едни надворешни тераси со едни решетки кај што се луѓето кај што искачат да пушат цигари. Ние бегаме, одеднаш стигнуваме на тие терасички и тука легнуваме. Буквално лежиме 20 души еден врз друг вака. И тука буквално како на филмовите пиштат жени, децата си ги влечат. Ние куфирите нема појма веќе ни кај ни се ни ништо, разбираш. Снимателот бидејќи идеме на настан, он има камера со себе и само таа ја носи. Тоа не те може да те видат сигурно. Со камера може да настрадаш, не знаеш кој. И после 10 минути лежење стануваме, се влегуваме внатре во терминалната зграда, и јас не знам што да правам. И ми се јавам во телевизија, тоест ми звонат и ми викаат Александар, не се паничи, има воен удар во Турција, има борби, има разорунувања, има голем број жртви. Не се паничи, има воен удар во Турција. Не се паничи, вика, ќе останеш цела вечер тамо. Викам, фала што ми кажа, кога затворен аеродромов онага. Разбираш? И викам, добро, сега што правиме? Викам, ништо, викам, кога ни се следните вести?
11 вечер. Ми се јавуваат и јас. А со пукањето што се случи? Значи тие се пукаат, ја после дознав, ќе ти објаснам што било Добро, пукањето. извините. Да, нема геле. И јас почнувам од веќе сите цел свет ова тема број 1, сите телевизии во Македонија имаат воредни вести, а војниот удар во Турција исто и ТВ Нова. И јас се вклучувам во вестите во живо и кажувам: еве одам низ терминалната зграда, има расфрлени куфери, не знаеме ни чиви се, жени бегаат, слушнавме пред 15. Значи новинарски извештај давам, мака се движам и идам. И викам во овој момент гледам дека влегуваат и вооружени лица во на YouTube ги има, можам ти пратам линковите да ги слушаш овие јавоња. ТВ Нова, напиши ТВ Нова, воен удар и ќе видиш. Како Добро. се вика, влегуваат вооружени лица, не знам дали се полиција, дали се цивили, не можеме да снимаме, да не знаеме што се случува. Значи, потоа секој час до 8 саат сабајлето, јас секој пола сат се јавам во живо. Во меѓувреме, паѓат, го бомбардират аеродромот. Значи, слушаме авиони како значи филмски. Авион воен прелетува и се слуша детонација и неонки шумат, паѓат доле, се стемнува пршина, значи филм тотален. Ти си бил... Значи ги има на YouTube луѓе други што снимале, ги имаат овие снимки, мислам лесно проверливо е. Да. Јас се јавувам во 4 сатот наутро и викам и покрај тоа што изгледаше дека ситуацијата ќе се смени, пред неколку минути се слушна прилет на авион и силна детонација од кој што се скршија стаклата на делот авионот. Ние сме сите како се вика, се стимнавме во долниот дел. Претходно му се јавив и на Муцунски, тогашниот наш амбасадор во Турција, мислам дека е татко на Тимчо Муцунски, да. Му се јавам и човекот стварно многу професионално, многу смирен и покрај тоа што и во Анкар имаше, ни кажа: Александар, тамо сте, нема кај да одите, во Турција војна состојба, има борби, и во Анкар има разурнувања големи, има жртви, седете тамо, препораки, сега ни кажа човекот протокол, симнете се во најдолниот дел на аеродромот, кај што ќе може што за куферине, најдоле лежиме. И ова се трае до цела вечер се јавувам. И ова трае, да речеме, до 7 саат сабајлето и се магично престанува одеднаш. Сега тогаш сега кажувам како тогаш му ги пресекла работа. Сега точно знам што се случува. Точно знам зошто беа пукањата, точно знам зошто беа детонациите. Во еден момент додека трае целата еуфорија, јас се јавувам дома и кај моите испаничени, не знаат што се случува. Значи, јас сум новинар, ги знам политичкиве текови колку толку и точно знаев дека ова може многу долго да трае. И јас од терасата гледав меѓу пистите како слетуваат борбени хеликоптери, од кои што излегуваат војници и како се упатуваат во делот на терминалната зграда кај што сме ние. А јас добивам информација од еден турски дипломат, како личен, како новинарски канал, кој што ми кажува дека Ердоган во моментот кружи на Турција и дека ќе слета токму на интернационалниот дел на аеродромот кај што сме ние. И ова никој, мислам, ова е лична новинарска победа, дека медиум од Македонија се меѓу првите во свет кои што кажа дека председателот Ердоган ќе слета во меѓународниот дел на аеродромот Кемал Ататурк во Турција. И тоа се случи. Ја тоа го кажувам пред да се случи, го има тоа. И јас сега знам, ако искочи на војската да сака да го сруши Ердоган, ако они со хеликоптери се симнуваат, а Ердоган доаѓа во делот кај што се седиме ние, тоа може да биде кланица тамо. Турција нема зезанција, тоа е многу сериозна држава. Право за професионалност што во таков момент известуваш. И јас ова го знам и не му го кажувам на брзина снимателот, пошто само ќе го вознемирам. Така и оси го чувам како информација. Се јавувам во вести телефонски преку хибридно, значи, и му објаснувам што ќе се случува. Што се случува? Слетува, да, влегуваат внатре на АКП, на неговата партија предврзаниците, со знамење турски, ја прославуваат победата над, пошто практично ги победуваат овие одмет на ТВ. Со многу жртви, меѓутоа ги победуваат, се повлекува војската, ги фаќат и они ги викаат ѓулянисти, односно луѓе кои што биле покорни или следбеници на Фетолог Ѓулјан, тој што го организираше пучот, човекот живееше во Пенсилванија, сега да не оптеретувам со информации преоѓа, меѓутоа тие ги судат и така натаму, така завршува пучот. Меѓутоа покањето што го слушаме кога доаѓаме, тоа се војниците кои што сакаат да го завземат аеродромот, контролната зграда. И доаѓа дека тамо војската сака да заземе, а полицијата, пошто е лојална на владата и на председателот Ердоган, они се борат против ја брани. И устари се пукаат на моменти турска војска со турска полиција. И покањата е дел од тоа. А ти во моментот не знаеш? Не, ово после го знам. После го знаеш.
бомбардирањето на аеродромот било од авион F-16 што фрлил не знам таму колкава бомба во близина на аеродромот експлодирала, заради тоа беше таа детонација. Ги има и снимките овие. Завршуваме што завршуваме, во 6-7 сабајле се смирува се, бидејќи овие се предаваат, мостот на Босфорд што беше заземен од војската, граѓаните го завземаат, односно полицијата, и се завршува. Ердоган ги мотивира и обичните граѓани да во одбрана на Турција. Ердоган во телевизијата, турска телевизија, му се јавува на Вибер или не знам што, на Ердоган. Ердоган преку телефон. Телефонот е вака, замислите дека тука сега на Skype Ердоган и вака се обраќа на нацијата, новинарката вака извадено од памет го каже. И кажува, Турција е нападната од мал број одметната луѓе одродени турци, ве повикувам сите да излезете на улиците, цитирам, на улиците и на плоштадите да се протиставиме Турција да ја вратиме. И тие искачаат. Немат, значи тие пукат, има снимки на Босфорд, војници пукат во луѓето, овие одат, нема тука застанување. Се жртвуваат малтене. Се жртвуваат, ама државата е упрашање. Се саќаш кој мајнсета, а ние се занимаваме со измет пред собрание што не можеме да се го изчистиме. Зашто некои народи, некои држави се тамо, а некои се тука? Ние имаме пример колку бранители од 2001 поради